Во ова линковско вклучување ќе зборуваме за хуманоста, чија димензија секогаш би рекол дека е многу значајна, издегува на површина и е навистина благородно да се помогне на некого. Со мене е, како што најави веќе Симона, Дејан Петанчевски, председател на Сдруженијето Хуманост 2022 Подај рака. Дејан, добро утро. Добро утро до сите гледачи на Македонска телевизија. Поздрав до тебе, Михајло, до цела екипа и ви благодарам секогаш кога сте потребни сте тука. Така, Дејан, веќе трета година социјално загрозени семејства преку вашето здружение ќе можат да заминат на одмор. Колку семејства годинава, на кој начин се реализира оваа акција? Та, точно, веќе замина едната група на бесплатниот одмор. Еве, во име на хуманитарната организација Хуманост, сакам да изразам голема благодарност до сите собственици на апартмани кои што искочија во пресет и ни дозволија и оваа година барем 3 ноќи и 4 дена бесплатен одмор за оваа ранлива категорија на граѓани. Точно е тоа, се уште трае кампањата, веќе е во тек пријавувањето за месец септември, така да ќе видиме каков ќе биде одзивот, ќе видим. Колку семејства за сега вкупно ова лето треба да заминат на одмор или веќе заминале и кои се локациите, дали например тие дестинации се надвор од земјава или само во Македонија? Не се надвор од земјава, туку се во Охрид, Струга и Дојран и Преспа, така да моментално замина негде околу 55 семејства и се надеваме уште барем 40 семејства да отидат. Во однос на, реков дека ова е трета година, во однос на претходните години, каков е одзивот, дали се зголемува бројот на семејства кои можат да заминат на одмор благодарение на хуманоста на граѓаните? Да, точно се зголемува бројот, така да званично со септември ја затвараме оваа акција и се надевам дека бројката ќе достигне над 200 семејства. Дејан, покрај оваа акција летен период, кога голем број на социјално загрозени семејства ќе можат да заминат на одмор, кои се другите хуманитарни акции кои што периодот ги се спроведуваат во рамки на вашето здружение? Точно така, веќе почнувајќи од денеска, па све до 10.8. ја организираме големата акција насловена Храна за секого. И еве, јавно ќе истакнам повик до сите хумани граѓани, приватни и физички лица да искочат во пресет и да ни помогнат со прехрана, хигиена и тоа. Да, за крај би ве прашал каква е повратната врска, еве, од се поголем број на луѓе, компании, дали стануваат се општествено поодговорни, дали можеме да кажеме дека се повеќе луѓето помагаат, какво е во тој дел? Да, точно така. Веќе кампањата некако покажува поголем ефект, се повеќе и повеќе се пријавуваат хумани луѓе кои што сакаат да помогнат. Еве сега за месец септември очекуваме и една автопревозничка компанија која што ни потврди дека ќе искочи во пресет секогаш кога ни е потребно. Јан ви благодарам многу и посакувам успешна работа и многу хумани дела и понатаму во иднина. Ви благодарам и на вас, поздрав до сите гледачи и на сите хуманитарни акции што ќе ги организираме, ќе бидете поканети. Ви благодарам. Дека со Дејан Петанчевски од Сдруженијето Хуманост 2022 Подај рака зборувавме за помошта која што реализира ова здружение, конкретно за бесплатниот одмор кој што го добиваат социјално загрозени семејства.